Добар ден, драги ученици! Јас сум наставник Бојана Бачовска. Доаѓам од Основното училиште Свети Кирил и Методи, Центар Скопје. Денеска јас ќе ви ја предадам новата наставна единица Закон за запазување на масата. Целите на оваа наставна единица се да научите да израмнувате едноставни хемиски равенки со примена на целобројни стехиометриски коефициенти за максимум 2 реактанти или 2 продукти. Но најпрво да се подсетиме. Да повториме за законот за запазување на масата кој што го учевме во 8 одделение. Што се вели во овој закон? Дека вкупната маса на супстанците пред и по реакцијата не се менува, бидејќи бројот на атоми останува ист во текот на реакцијата. При хемиски реакции, масата е секогаш зачувана, односно запазена. Според законот за запазување на масата на почетокот и на крајот од една хемиска реакција мора да биде иста. На следнава слика е представена една хемиска реакција. Знаете дека во една хемиска реакција на почетокот се секогаш присутни реактантите, а на крајот се присутни продуктите. При одвивање на една хемиска реакција, атомите ниту се создаваат, ниту уништуваат, туку само доаѓа до нивна прераспределба. Хемиска равенка е кус запис на хемиска реакција. Да ја погледнеме следната реакција. Равенката е правилно запишана. На почетокот се присутни реактантите, а на крајот се присутни продуктите. Прашање. Колку атоми на калциум има во реактантите и во продуктите? Колку јаглеродни атоми има во реактантите и во продуктите? И колку атоми на кислород има во реактантите и во продуктите? Потоа си го поставуваме прашањето. Дали оваа равенка се придржува до законот за зачувување на масата? Ја пишуваме правилно хемиската равенка. Ги обележуваме реактантите и продуктите. И потоа пишуваме. Во реактантите имаме 1 атом на калциум, 1 атом на јаглерод и 3 атоми на кислород. Сега одиме кај продуктите. Таму имаме 1 атом на калциум, 1 атом на јаглерод и 3 атоми на кислород. Што значи ова? Дека во оваа хемиска равенка е запазен законот за зачувување на маса, каде што бројот на атомите во реактантите и во продуктите е еднаков. Да погледнеме следната хемиска реакција. Равенката е правилно запишана, во која што се представени реактантите и продуктите. Поставуваме прашање. Колку атоми на водород има во реактантите и во продуктите? Колку атоми на кислород има во реактантите и во продуктите? И дали оваа равенка се придржува до законот за зачувување на масата? Да погледнеме. Ја запишуваме правилно хемиската равенка. Ги обележуваме реактантите и продуктите. А потоа запишуваме дека имаме 2 атоми на водород во реактантите и 2 атоми на кислород исто така во реактантите. А во продуктите имаме 2 атоми на водород и 1 атом на кислород. Што значи дека бројот на атомите на кислород не е ист. Во оваа равенка не е запазен законот за зачувување на масата. Хемиските равенки мора да се израмнат за да го запазат законот
за зачувување на масата. Имаме некои правила при израмнување на хемиски равенки. Прво, треба да ги напишеме точните формули на реактантите и продуктите. Внимавај! При рамнење на равенките не смеат да се менуваат индексите во формулите на супстанците. Се проверува бројот на атомите од секој елемент лево и десно од стрелката. Ако е тој број различен, тогаш се одбираат одредени броеви кои се ставаат пред формулите на учесниците во реакцијата. Овие броеви се викаат стехиометриски коефициенти. Стехиометрискиот коефициент пред формулата помножен со индексот за одреден елемент го дава вкупниот број од атоми од тој елемент. Се проверува дали после ставањето на коефициентите бројот на атоми на секој елемент лево и десно од стрелката е еднаков. Ако бројот на атомите на секој од елементите лево е еднаков на нивниот број десно, наместо стрелка можеме да ставиме знак еднакво. Пример. Тука е прикажан стехиометрискиот коефициент и индексот. Вкупниот број на атоми сулфур ќе бидат 2 пати 8 е еднакво на 16. Значи, вкупниот број атоми од еден елемент ќе се добие како производ од стехиометрискиот коефициент и индексот. Да ја погледнеме уште еднаш равенката и да пробаме да ја израмниме. Ја запишуваме правилно. Представени се реактантите и продуктите. Ги ставаме стехиометриските коефициенти пред формулите. Од кога сме ги ставиле стехиометриските коефициенти, приметуваме дека бројот на атомите е сменет. Проверуваме дека бројот на атоми на водород во реактантите е сега 4, исто така и во продуктите е 4. Бројот на атомите на кислород во реактантите е 2. Бројот на атомите на кислород во продуктите е исто така 2. Можеме да погледнеме и на следното. Гледаме дека равенката е израмнета, што значи дека бројот на атомите во реактантите е ист со бројот на атомите во продуктите. Уште еднаш да повториме. Стехиометрискиот коефициент пред формулата помножен со индексот за одреден елемент го дава вкупниот број од атоми од тој елемент. Пробајте сега да израмните следнава равенка. За домашна работа, пробајте да ги израмните следниве хемиски равенки. За вежбање и израмнување на хемиски равенки може да ја користите FET платформата. Оваа симулација е достапна на англиски јазик. Драги ученици, ви благодарам на вашето внимание.